Почитувана јавност, почитувани медиуми, од аспект на овој закон кој што меѓу другото и го регулира делот со криптовалутите, вреди да се напоменат неколку работи со цел подобро функционирање на овој сектор во економијата. Треба да се каже дека паралелно со модернизацијата на економските текови, нашата држава треба да го следи тој тренд, за да може да овозможи бенефит на оние кои што се јавуваат како потрошувачи, на оние кои што се јавуваат како корисници, но и на крајот самата држава да види каков бенефит може да има од еден економски пазар кој што има навистина висок и голем економски, монетарен и финансиски обрт и на тој начин, апропо на тоа, да видиме како е регулирано во поразвиените земји, како е регулирано во земјите од Европската Унија, за да може да го заштитиме интересот на потрошувачите, интересот на оние кои што можеби на ваков начин обезбедуваат и одредена плата или принос, имајќи одредени институции па кои што сепак служат како метафорички кажано станици во патувањето на овој сектор со криптовалути, но и на крајот самата држава дали може да има одреден економски бенефит. Тоа што е важно е дека ние мораме да размислиме и о деночните аспекти на сите овие трговии и на сите овие трансакции, да видиме тоа како го имаат уредено другите земји и да им одговориме на прашањата на криптокорисниците, потрошувачите и оние кои што можеби сакаат да имаат шел банки или автомати или криптоменувачници, да не мора да наоѓаат одредени кривини, туку директно да го решат проблемот и Министерството и државната управа и самата држава да биде нивни партнер во решавањето на овие отворени прашања кои што и текако ги има. Што го кажа колегата Петрушевски, јас наполно се согласувам. Ова е усогласување со петата регулатива, каде што оние држави кои што го имаат однапред решен овој проблем и усогласувањето, веќе почнуваат да прават одредено усогласување и со шестата директива, затоа што во петата се одредени слабости. Тука се јавуваат два проблеми. Првото е зошто се усогласуваме сега со нешто со кое што знаеме дека има одредени слабости. Можеби треба да почнеме брз процес на усогласување со шестата регулатива. Тоа е едно. Второ, повторно доаѓаме до оној проблем што се јавува преспоро усогласување со одредени законско решение или доцниме кога носиме било какви решенија или мерки, и тоа е нешто кое што последните 5 години стана трейдмарк на функционирањето на владените институции. Ако нешто се случува, ако некој проблем е антиципиран, треба веднаш, како што тоа го прават поразвиените држави, да го решаваме, а не да чекаме усогласување со регулативи кои што допрва треба да се воведуваат, а веќе во оние земји каде што има навистина развиен криптопазар, се напушта таа регулатива. Наместо да им го решиме проблемот на угело, ние ги оддалечуваме од самото решение на проблемите. Понатаму, друг проблем. Во овој закон нема ентитет супервизија. Кој ќе врши супервизија на целиот овој конгломерат на односи, процеси и комуникација помеѓу институции, односно ние воведуваме комплетно нов простор во економскиот маневарски простор во нашата држава. Мора некој да врши супервизија, затоа што ќе ве потсетам секогаш кога се јавува одреден нов финансиски пазар или простор каде што финансиски може да се вршат одредени поместувања или маневрирање помеѓу заинтересирани страни, треба да има некој што ќе врши супервизија. Пред едно 3-14 години, и ова го кажувам само да се направи споредба, исто така македонската берза доживеа одредена експанзија на тргување со акции. Тогашната власт, усогласувајќи го законот со тие европски регулативи, кажа дека на берзата треба да се тргува со пари кои што ги немате. И ова не сакам да повлечам одредена паралела, туку сакам да укажам дека кога се отвара нов простор за финансиски пазар, мора да го заштитиме интересот на нашите граѓани и одблиску да им го објасниме тоа, но не да дозволиме да бидат оштетени. И затоа некој треба да врши супервизија на институциите и на целиот тој криптопазар, за да на крај граѓаните да не ги вложат своите тешко заштедени или заработени средства и некој заради тоа што нема орган на супервизија тоа да го злоупотреби и да ги оштети нашите сограѓани. Понатаму, исто така потребно е и добра соработка и помеѓу останатите законски решенија. Тука треба можеби да се прават
да се направи усогласување со законот за банки, но и со да се размисли дали да се донесе ново законско решение или некако дигиталните инструменти да се внесат во законската рамка и на тој начин да добијат институција по која што ќе можат да бидат поведени и одредени постапки. На крајот морам да кажам и уште една друга работа. Исто така и ова е закон кој што се носи со европско знаменце по скратена постапка. И ова е закон кој што уште во 2020 година беше идеја на одредена политичка партија, тоа беше политичката партија ДПМН, и тогаш се сеќавам каква канонада медиумска имаше 5 или 6 дена за воведување на институција трговија со криптовалути, за да потоа после онаа параван партија на Горан Милевски го предложи ова, како да се од неговата програмска целина е решено, па сега еве криптовалутите, но 2 години ние можевме да имаме регулиран пазар на криптовалути и по тој основ ние можевме 2 години да направиме одредени приноси во државата. Зошто е ова потребно? Затоа што на сивата економија во државата припаѓаат над 40% од финансиските текови. Ние мораме да даваме регулација на што е можно форми, за да ги ставаме под државниот апарат, за да може самата држава да наплаќа одредени давачки, за потоа да финансира одредени проекти. Така функционира во целиот свет и затоа некои држави имаат таков раст на брутодомашниот производ и затоа условите во некои држави се подобри, а условите во државата како нашата не можат со децении да ги стигнат тие нивоа на стандард или тие нивоа на државна институционална организација. И она што е особено важно, сакам некој да ми објасни потребата, зошто волку важни законски решенија добиваат европско знаменце и покрај тоа што знаеме дека корисници се многобројни граѓани, а европско знаменце исто така добиваат закони како опојни дроги, закони како закони за државјанства, за минерални суровини, за јавно обвинителство и така натака и така натака и така натака. Суштината е следна, дека ние треба ваквите закони да ги прошируваме и да ги носиме во консултации, затоа што на крајот државниот интерес треба да биде пред се. Благодарам.